Здраво, драги мои. Ево ме со една нова тема. Односно, што току завршив коучинг сесија со една фантастична жена, една девојка која прекрасна душа, која има желба да промени нешто кај неја и во нејзиното семејство, односно да најде начин како да хармонизираат и како да уживаат во тоа што веќе го имаат. Денеска сакам да зборувам за тема разочарана сум и ова видео исто така ќе го објавам на мојот YouTube канал и на мојот подкаст на сите електронски платформи, каде што ќе можете да го гледате секој пат кога ќе кажете се разочарана сум. Но пред да продолжам на оваа тема, сакам да ве потсетам дека се уште во тек се пријавите за работилницата во Охрид, мојата најдобра верзија, каде буквално тоа ќе го правиме. Ќе доаѓаме чекор по чекор до вашата најдобра верзија, односно зошто не сте биле најдобра верзија денес, што ви фали, што е тоа што ве спречува, што е тоа што не го гледате, а можеби се појавува во вашето секојдневие и ви спречува да бидете она најдоброто во вас, да уживате во ваша сопствена кожа и да ви биде удобно, да не треба да се преправате, да бидете некој друг, да му се допаѓате, да се прилагодувате, да се оформувате така само да бидете дел од таа кутија, едноставно да бидете своји. Што исто така е предизвик, затоа што кога себе ќе си кажеш да, ќе мораш да кажеш не на многу други нешта и на многу други луѓе. И тоа е навистина предизвикувачки. Како да се носите со тие ситуации, како да научите да поставите граници, да имате емотивна саморегулација, да верувате во себе во тие моменти кога никој не верува во вас, како конечно да кажете ова мене не ми се допаѓа или ова мене ми се допаѓа, а да не стравувате, да бидете во страв дека ќе бидете нападнати од или неприфатени или несакани од средината. Сите тие чекори ќе ги правиме преку хипнозата и други техники, ќе доаѓаме до вашето суштинско јас. Ќе доаѓате до тој момент каде зошто престанав да се сакам себе си, кој ме убеди, што се случи во моето минато, па јас имам такво чувство на невредност. Денеска сакам да зборуваме на тема разочарана сум и кога стануваме разочарани. Кога станува збор за разочарувањето, често може да биде во другите луѓе, а исто така и во нас. Кога сме разочарани во нас? Не сме разочарани во нас кога ќе поставиме големи цели, а не ги остваруваме. Не сме само тогаш разочарани во нас. Во нас сме разочарани и во моменти кога и најчесто затоа што поставуваме ниски цели, ниски критериуми и нив ги остваруваме. Поставуваме една цел која знаеме длабоко во нас дека не ја сакаме и ја постигнеме и тогаш чувствуваме празнина. Остануваме во односи што не ги постигнуваме цели кои всушност не биле наши цели и на тој начин се изневеруваме самите себе и се разочаруваме во нас. И често се прашуваме, добро, каде е проблемот? Проблемот е што гледаме во погрешен правец. Проблемот е што бараме работи кои можеби искрено длабоко во вас не биле наш приоритет. Кога станува збор за разочарувањето во другите, тоа се случува затоа што имаме очекувања и неприфаќања, а често тоа неприфаќање потекнува од неприфаќање на самите себе. Кога, например, ќе видиме дека нашето дете нема успеси во школа, во училиште не постигнува успех, нема добри оценки, ние се чувствуваме разочарани. Зошто? Затоа што дошло до неприфаќање на самата ситуација, до неприфаќање на нашето дете, до неприфаќање на сите елементи кои се во дадената ситуација. Доколку сме издадени од наша пријателка и се чувствува нешто кажала за нас на други и тоа не разочарало. Не разочарало наш самиот акт, не разочарало неприфаќањето на тој чин. И да, понекогаш треба време да го прифатиме, но неприфаќање
како стојат работите и дека тоа не е секогаш благодарение на нас, дека нешто не е во ред со нас. Ние често се разочаруваме затоа што сме направиле такви избори. Сме останале со таков пријател, сме останале во таков брак, сме останале со такви луѓе обкружени и тука е разочарувањето. Не е толку разочарувањето во другата личност. Разочарувањето е зошто ние сме го тоа дозволиле. Но кога ќе се развие таа љубов према себе и емпатија, во тој момент ние сваќаме дека тоа се само фази и дека се тоа сите тие настани наместо да не разочаруваат, тие може да бидат поттик да сватиме што е тоа што го сакаме. И тоа е разликата помеѓу оние свесни луѓе кои постојано работат на себе будно на сите околности и оние луѓе кои одат по автопилот. Овие што се будни не го гледаат настанот како разочарување или не се разочаруваат во другите, не го превземаат одговорност и викаат: "Океј, ова личност ме изневери, ова не е пријателство по моја дефиниција. Што можам јас тука да направам? Дали можам да разговарам со таа личност, да поставам граници, да го кажам моето мислење, или можам да заминам од тој однос? Или ќе се разочаруваме, а повторно сме во истиот однос и само го осудуваме другиот и имаме причина само да го осудиме другиот, а ништо не превземаме. Не превземаме никаква одговорност и во тој момент кога ќе кажеме јас сум разочарана, што кажуваме? Немојкна сум и немам влијание на ситуацијата. А и како имаме влијание на самата ситуација, без разлика за што станува збор. Например, разочарана сум затоа што мојата мајка ме третира како дете. Исто. Што ми кажува таа ситуација? Како јас можам да излезам од таа ситуација? Дали ќе си докажам прво себе дека не сум дете и со моето однесување ќе се постапувам како да не сум дете, или ќе поставам граници дека не можеш со мене да се однесуваш како да сум дете, или ќе бидам разочарана и постојано ќе се лутам и ќе му зборувам на сите мои пријатели како мајка ми вака или така се однесува, ќе му се жалам на партнерот, а ништо не преземам по тој чекор. Разочарана сум и толку значи дека сме мрзливе. Значи дека остануваме во тоа разочарана сум и го лепиме тоа за нашиот стар идентитет кој беше жртва. Ако сакаме да имаме нов идентитет, ако сакаме да пораснеме и да бидеме најдобра верзија од нас, нема жртва, нема простор за жртва. И ова девојка што денеска работев на коучинг сесија, таа се одлучи да работиме со хипноза и нешто што ја кажав што ќе направи голема промена во нејзиниот живот, ќе биде тој шифт од жртва во одговорност. Кога ќе кажам разочарана сум, тоа значи дека ја префрлам одговорноста на тебе, ти да ме направиш да се чувствувам јас подобро. Или поради тебе јас не се чувствувам добро. Како да другиот е причинител или последица за тоа како јас ќе се чувствувам. Не. Ние сами сме тоа. Дали од реакцијата на другата личност до нас самите ќе има филтер измеѓу или само ќе пројде без ништо да го филтрира тоа. Дали ќе се случи некоја ситуација, ќе не изневери нашата пријателка и ние одма ќе го сватиме тоа како ево јас не вредам, никој пријателите не се вредни, никој не е искрен и така натаму, или ќе се свртиме ќе кажеме чекај, зошто го направила оваа личност така? Дали јас ја предизвикав? Дали јас го заслужувам ова? Дали јас го сакам ваквото пријател? Дали ќе има филтри измеѓу или се тоа само ќе се случува, а ние ќе бидеме жртви и ќе бидеме постојано разочарани. Не е проблем, бидете разочарани, ама ништо не променувате со тоа. Јас сум разочарана и толку. Земете го тоа разочарана како причина за промена, како причина дека можеме да станеме подобри од нас. Да, ова ме разочара, да, ова не ми се допаѓа, тоа нема да го негираме, ама што понатаму? Дали ќе се повторуваат тие разочарувања или ќе направиме промена. И не може ништо да те разочара доколку ти не се врзи за туѓото очекување. Во ова разочарана сум постои голема доза на контрола. Дека ние мора да ги сконтролираме другите како тие ќе се однесуваат за ние да се чувствуваме подобро. Дека некои луѓе околу нас треба вака и вака да се однесуваат, во спротивно ние ќе бидеме разочарани.
Тука е само контрола, а всушност немаме контрола на ништо. Тоа е само илузија дека ние имаме контрола, затоа што многу луѓе користат манипулативни однесувања, каде што ги присилуваат другите луѓе да се однесуваат на ваков или на таков начин. Немаме контрола над ништо, ние имаме само контрола на нашите емоции и чувства. И во моментот кога тоа ќе го разбереме и кога нешто ќе ви се случи, едноставно остануваме, окей, тоа е тоа. Нема што да се разочаруваме. Или кога ќе се разочараме од нас самите и ќе се случи некоја ситуација и ќе речеме, ево, пак животот не е фер. Наместо да го направиме тоа, можеме да се свртиме према нас и да кажеме, окей, чекај. Ова е образец што ми се повторува. Ова не е само од сега. Или ви се случува прв пат, небитно. Што има во оваа ситуација јас да научам? Како можам поради оваа ситуација јас да променам? Или ќе биде полесно само разочарана сум. И толку. И останувам разочарана, без никаква промена. Разочарана е нешто пасивно. Нема никаква промена. Размислете во кој дел од вашиот живот вие сте разочарани. А посебно за вас кои имате образци, однесувања, нешто што се повторува постојано. Дали е тоа проблем со финансиите, дали е проблем со партнерот, дали е проблем со самодоверба, дали е проблем со луѓето околу вас. Ако нешто постојано се повторува и ви се јавува истото во различни облици, тогаш ве поканувам на работилницата во Охрид, каде што тоа ќе го работиме. Ќе го одбериме кој е тој причинител за тоа ние постојано се чувствуваме исто. И верувајте, како што кажа во едно друго видео, доколку не ги научите препреките да ги надминувате во овај левел, нема да можете да одите на следен левел на вашата видеоигра наречена живот, затоа што ова што сега ви се случува и образците што ви се повторуваат се тука за да ве научат. И тоа е исто како кога имате некој предизвик, ќе ви се случи мала промена, нешто негативно. Па вие нема ништо да научите од тоа. Па после пак ќе ви се случи нешто поголемо, али со иста порака. Пак ништо не учите, пак постаро. И тогаш ќе ви се случи тоа како да тропа на врата, тропа, па потоа посилно и на крај ќе ја скрши вратата и ќе влезе, како ќе ви биде толку очигледно што ќе мора да го промените, во друг правец ќе биде преболно. И затоа често кај мене доаѓаат на терапија луѓе кои ја прелиле чашата, кои било толку преболно што нема друг избор него да направат промена. И тие сесии, вака е негативно што ќе го кажам, но тие сесии ми се најдобри, затоа што знам дека има таков драйв, таков механизам во позадина кој мора да се случи промената. Тие луѓе постојано се активни, постојано ми се јавуваат, контактираат затоа што имаат простор измеѓу сесија до сесија да ме контактираат со поддршка да ми кажат што се случува и тие се тие што постојано ми се јавуваат, ова ми се случи, вака ми се промена, ова можам да го направам, како во оваа ситуација, ги направи вежбите, што понатаму, тие се тие жилни за промена. Затоа што боли, премногу боли. Кај вас што постојано разочарана сум, а ништо не правите, тоа или едноставно не боли, или не сте дојдени, не сте доволно спремни за тоа што може да се случи после промената. Премногу ви е страшна и ќе мора да се откажете премногу од некои личности, од некоја улога што ја држите, а имате корист од неа. Дали е тоа сте жртва па ви обрнуваат внимание, дали е тоа дека тоа жалење ве храни на некој начин. Значи, што и да правите, добивате. Значи, се што правиме во живот имаме корист. Колку и тоа вака на рационално ниво да нема смисла, ние нешто добиваме од тоа. Во Охрид имам направено таков концепт да ќе имам доста хипноза и медитација и ќе биде доста интерактивно и меѓу вас и сами со себе, а и како група ќе работиме, затоа што на ваквите настани ги користиме другите луѓе за наше огледало и сваќаме дека не сме сами, не сме чудни, не сме само ние тие што го имаат тој проблем, него навистина се случува како образец колективно кај многу луѓе меѓу нас и во самиот процес многу од вас ќе го допрат своето внатрешно дете кој е изворот на сите аспекти од вас, сите делови. Затоа што во психологијата постои еден правец
што ги објаснува дека ние имаме повеќе делови во нас кои се изразуваат во различни ситуации на различен начин. Например, екстровертни сме на работа, а интровертни меѓу пријатели. Се сметаме самоуверени кога сме во семеен круг, ама кога сме надвор со непознати луѓе немаме самодоверба. И така имаме повеќе делови. И што се случува? Доколку во повеќе од овие делови ние не се чувствуваме пријатно, тогаш настапува да ни паѓа самодовербата и да се одделиме од самите себе. На самата работилница ќе ги интегрираме сите овие делови и ќе ги препознаеме и ќе видиме каде, во кој момент јас уживам во мојата јас, кој дел можам да го подобрам и ќе научиме како конечно да му дадеме право име на работите. Например, доколку нешто не сакате да го направите, доколку нешто веќе не сакате да го живеете, некои работи не сакате да ги практицирате, едноставно тоа да го кажете гласно и да стоите за тоа. Многу луѓе, многу клиенти со кои работам имаат проблем со тироидната жлезда. Многу чест проблем. А тоа е често затоа што не ја живеат вистината. Што значи тоа? Има дисконекција помеѓу глава и срце. Значи, пеперутката таа, што тироидната жлезда е во вид на пеперутка, која символично значи промена, и доколку не го изразиме, тоа од грлената чаклина, не го изразиме тоа што го сака нашето срце, нашиот ум не е во согласност. Например, твоето срце сака да им каже на децата, не сакам повеќе да играм сложувалка, дај да правиме нешто друго. Доколку не го направиш тоа, твојот ум ти вика каква мајка си ти сега да не седнеш со децата да правиш сложувалка или што е да играш со суперхерои. А ти упорно не го сакаш и срцето и умот ти се во дисконекција. Доколку тоа не го изразиш и расчисти сама со себе дека ќе бидам автентична, ќе им кажам нема да играме ова, ама сепак јас ве сакам, сепак ќе најдеме начин за комуникација. Ова е само еден банален пример, тоа може да биде и со колегите, да одите упорно на доручек со исти колега, а не го сакате тоа и не го изразите тоа. Тоа е тоа што ви создава блокада. Вашите мисли, емоции и дела не се во согласност. И така, на тој начин ќе интегрираме сите тие аспекти од нас и доаѓаме до тоа кој е она автентично. И замислете, во моментот кога ќе го откриете тој момент на автентично, тоа е оној момент кога најмалку трошите енергија. Тоа е оној момент кога не само што најмалку трошите, него и добивате енергија, затоа што секоја друга улога вас ви црпи енергија. Се што е различно од автентичното. А да се биде автентичен денес е најхрабрата работа што можете да направите. И е толку тешко и толку пати ќе ви треба да пробате за да успеете да бидете автентични, затоа што треба да се борите против огромни сили да останете тие кои сте. И кога сте автентични не може да бидете разочарани, затоа што себе се ставате на прво место, превземате одговорност, стабилни сте, ги имате приземено тоа што го живеете и не префрлате одговорноста на другите, него едноставно ќе се погрижите сами за себе. Охрид ќе биде спектакуларно. Знам дека ова што беше во Скопје, ова ќе биде надополнување на таа работилница во Скопје и навистина ќе биде предизвикувачки за вас, но исто време е трансформативно. 3 часа во хотел Юник ќе се направи таква енергија каде што после тоа ќе паметите многу долго. Како било, јас навистина уживам во вакви групни во ваква групна работа, ги сакам и групните зумови и работата еден на еден, но кога сме во живо, тоа е непроценливо. Не може да се замисли таа енергија, таа љубов, таа конекција, таа виденост, кога никој не ве осудува, кога сите сме исти, кога и да, многу ме прашувате дали морам јас да споделам нешто од мене, дали морам да кажам. Не, ништо не морате. Морате само да бидете автентични, да бидете своји. И да, нема да има многу, ќе има сликање, но нема да има снимање и такви работи, да биде по интимно, по задржан, да се задржи тој филинг, тоа чувство. И нормално ќе биде се во согласност со вас. Ќе има доста информации и теорија, но многу повеќе ќе се задржиме на пракса. Пријавите може да ги направите сега во линкот во описот на овој профил, доколку имате прашања, слободно поставете ми,
и се гледаме на 26. јули во Охрид. Поздрав!